Почитувани гледачи, добро вечер. Започнува централното издание на Дневникот на телевизија Кочани. Еве што ќе гледате во него. Во отворањето на холандската Антура, Кочани денеска ја доби најзначајната странска инвестиција, која е целосно извозно ориентирана. Јавна расправа по нацрт верзијата на студијата за состојбата со потенцијалите за развој на туризмот во источниот плански регион. Пресна градоначалникот на општина Зрновци Блаже Станков, најавени проектите кои ќе бидат реализирани во текот на оваа година. Проектот мултиетничка интеграција во образованието успешно се реализира во основното училиште Раде Кратовче со училиштето Емин Дураку од Сарај Скопско. Прием на драмските аматери од основното училиште од Зрновци кај градоначалникот Станков по повод освојувањето на гранд при наградата на детскиот драмски фестивал. Со информациите од Дневникот почнуваме веднаш по рекламите, останете со нас. Спортисимо, водечка трговска мрежа за спортска опрема во Источна Македонија. Секогаш на најдобрите локации, најквалитетни, најснабдени и со најдобри цени. Во Кочани во нов модерен објект на нова локација, во зградата кај Крушарски мост и во градскиот трговски центар Блок Б. Во Струмица, во трговскиот центар Глобал. Во строгиот центар на Штип кај кружниот тек и во склоп на хотел Оаза. Спортисимо ви ги нуди сите светски брендови на едно место и по најповолни цени. Само Спортисимо во Источна Македонија покрај Адидас ви нуди широк асортиман на Лакост и Наик. И оваа сезона посетете ги продажните објекти на Спортисимо во кои пристигна новата колекција. Светлина во недоглед, Лумина. Најсовремено осветлување за сечи дом во автентична и модерна форма. Секаков вид светилки, лустери, фенери, дзидни и подни ламби, изработени од врвните креатори на практичноста и префинетоста. Жариштето на светлината нека доаѓа токму од вашиот дом. Салонот за осветлување Лумина ви нуди наивтина лед програма во регионот со собствен каталог и достава за само еден ден. Лумина е застапник во земјава на познатите Егло, Ожџан, Филипс, Масив, Вито и Каза Луче. Домашниот интериер збогатете го со убавината од Лумина, предвесник на модерното осветлување. Термосол Кочани. Термосол системи на секој кров. Воспоставете контакт со сончевата енергија, инвестирајте во соларен систем, штедете преку на ефтината енергија. Искористете го 25-годишното искуство и стручност на Термосол. Направете ја вашата најсплатлива инвестиција. Постигнете еколошка сигурност. Искористете ги субвенциите до 31 мај. Термосол Кочани 2,5 деценија знаење. Докажан квалитет, стручни совети, обезбедени резервни делови, сервисна подршка, цврста гаранција. Еднаш инвестираш, цел живот уживаш. Термосол сончеви колектори за секој дом. Овозможете му на сонцето со целата своја топлина да влезе во вашиот дом. Термосол Кочани, сигурен избор. Во отворањето на холандската Антура, Кочани денеска ја доби незначајната странска инвестиција која е целосно извозно ориентирана. Премиерот Никола Груевски ги потенцираше улогата на владата и локалната власт за да се доведе еден светски познат бренд во Источна Македонија. Градоначалникот Радко Димитровски подрече дека Кочани широко ги отвора вратите за нови бизнис контакти со Холандија. Денеска во Кочани официјално е означен почетокот на работата на исклучително значајната холандска инвестиција на светски познатата компанија Антура, која во лабораториски услови се занимава со производство на семења за цвеќарство. На свеченото отворање присуствуваа премиерот Никола Груевски, кој ги потенцираше напорите за да се донесе таква компанија во Македонија. Денес ја отвораме новата фабрика во Кочани. Новата фабрика представува инвестиција од околу 6 милиони евра и ќе произведува семенски материјал за украсни цвеќи.
Она што е значено за нас, за Кочани и секако за граѓаните, е што во фабриката веќе се вработија околу 150 луѓе, од кои најголем дел веќе поминаа низ посебни обуки во Холандија, Кина и во други држави. Ако на тоа се надоврзе фактот дека компанијата користи најсовремена технологија во својата област, станува јасно дека новата фабрика има огромна додадена вредност за овој регион, со тоа што ќе допринесе за многу нови знаења кај вработените во истата. Како и ефектите од нејзиното присуство во нашата држава. Во делот на вработувањето, покрај првично вработените 150 луѓе, во наредниот период се очекува бројката на вработени да се искачи на 300 до 400 директни вработувања, што секако е од особена важност за Кочани, за Виница, за Зрновце и сите околни населени места. Она што е исто така значено е што фирмата е целосно извозно ориентирана и ќе има свој допринос и во зголемувањето на македонскиот извоз во земјите од Европа и светот. Министерот за странски инвестиции Веле Сама ги истакна вонредните напори и долготрајните преговори со холанѓаните кои одлучија токму во Кочани да инвестираат над 6 милиони евра. Минативе 2 години мојот кабинет и менеджментот на Антура имавме интензивни состаноци со многу бројни институции. Имавме големи предизвици и ризици во одреден период. Менеджментот многу добро ги знае, но во светот кога има голема конкуренција, добра услуга и посветеност на работата не се важи баш најмногу кога се си функционира како што треба, кога системот работи, кога се е добро. Всушност, одличната услуга и посветеност се цени исклучително во моментите кога се справате со предизвици, со грешки, со потешкоти. Фактот што денес веќе има скоро 150 вработени покажува на нашата исклучителна посветеност и настојување она што сме го влетиле како влада и како држава да го исполниме. Градоначалникот Радко Димитровски не го криеше задоволството што Антура наместо во друга општина се реализира токму во Кочани, при тоа потенцирајќи ги заложбите на локалната самоуправа во обезбедувањето предуслови за реализација на инвестицијата. Создавањето услови за нови работни места и подобрување на квалитетот на живење на граѓаните се врвни приоритети не само на општината Кочани, не само не на регионот, туку на цела држава. Токму затоа убеден сум дека Антура е пример кој ќе привлече нови инвестиции и ќе донесе нови работни места во Кочанска. А можности за тоа постојат како во земјоделието, така во бањскиот и планинскиот туризам и користењето на ресурсите на геотермалните води. Представникот на Антура изрази благодарност кон сите што на еден или друг начин придонеле за реализација за оваа за нив значајна инвестиција. Антура најдобро може да се опише како прагматична организација со предприемачки пориви. Организација со глобален опсег во која иновацијата станува стандард. Со јасна долгорочна цел, нашата организација постојано се менува и проширува. Клучен фактор за овој успех е флексибилноста. Со висока стручност за орхидеи и антуриум се стремиме да бидеме најдобри во тоа што го правиме. Секој ден низ целиот свет се произведуваат разновидни производи на Антура. Антура во моментот вработува близу 150 млади луѓе со тенденција на постојано зголемување. Годинава во лабораториите и коморите на компанијата ќе се произведат над 6 милиони единици, а за 2016 година се планира производство на над 20 милиони садни единици, наменети исклучиво за извоз. Јавна расправа за нацрт верзијата на студијата за состојбата со потенцијалите за развој на туризмот во источниот плански регион ќе се одржи во петок во хотел Изгрев во Штип. Студијата е проектна активност во рамките на проектот за изработка на стратегија за развој на туризмот во источен плански регион со акционен план 2015-2024. Оваа студија е проектна активност во рамките на проектот за изработка на стратегија за развој на туризмот во источниот плански регион со акционен план до 2024 година. Изработката на студијата за состојбата со потенцијалите за развој на туризмот во источниот плански регион е основата од кој треба да започнат синхронизирани комплексни активности за изработка на стратегијата за развој на туризмот во регионот.
Студијата треба да даде преглед и анализа на постоечката институционална поставеност, структура на туризам, опис на демографските и економските потенцијали, туристичко-географската положба и поврзаноста во источниот плански регион, идентификација и анализа на клучните фактори за потенцијален развој на туризмот преку анализа на природните ресурси и создадените вредности на регионот, потоа идентификација и опис на видовите туризам и постоечките туристички локалитети и атрактивности во источниот плански регион. Документот исто така ќе даде оценка на досегашниот туристички развој во источниот плански регион и проценка на потенцијалите на идниот развој на оваа област. Стратегијата за развој на туризмот во регионот има за цел да ги утврди стратешките цели, приоритетите и мерките за развој со цел на интегрирано поставување на решенија за постигнување на рамномерен развој во источниот плански регион во областа пред на туризмот. Стратешкиот и акционен план за развој на туризмот во регионот во периодот 2015 до 2024 година треба да обезбеди имплементација на моделот на полицентричен развој, утврден како основен модел на политиката за регионален развој. Студијата ќе се изработи на партиципативен начин со активно учество на сите релевантни чинители во областа на туризмот. Вонредна седница на Советот на Општина Виница со еден воздржан глас и 14 за усогласени барањата на Општината Виница за потребите на угостителите. Користењето на јавните површини пред угостителските објекти беше точката за која Советот на Општина Виница денес расправаше на вонредна седница. Вчера имаше и заедничка консултативна средба на градоначалникот Емил Дончев со угостителите од градот, на кои им беа образложени правата и обврските за користење на дополнителен простор од тротоарите во пресрет на летната туристичка сезона. На редовната седница имаше предлог одлука за нов правилник за користење на јавните површини, меѓутоа со советниците одлучивме првин да се состанеме со угостителите, изјави градоначалникот Дончев. Се дојде до усогласување на ставовите на двете страни и едногласно беше усвоен правилникот. Најважно за нас, вели Дончев, и за мене лично е што со овој правилник е дефинирано да биде обезбеден простор од 1,5 метар површина пред секој објект за слободно движење на пешаците, бидејќи нивната безбедност ни е приоритетна, истакнува Дончев. Инаку, согласно донесената одлука, јавна површина може да се користи само врз основа на одобрение за вршење дејност што го издава градоначалникот на Општина Виница, а и поставувањето на подвижни објекти се врши само врз основа на соодветно одобрение кое го издава градоначалникот, а угостителите јавните површини ќе може да ги користат сезонски за период од 3 до 7 месеци, зашто плаќаат по 10 денари за метар квадратен јавна површина дневно. Инспекцијски надзор над спроведувањето на оваа одлука ќе врши овластениот градежен инспектор на Општина Виница. Пресна градоначалникот на Општина Зрновци, Блаже Станков, посочени проектите кои ќе бидат реализирани во текот на оваа година. Почитувани граѓани на Општина Зрновци, во изминатиот период покажавме дека успесите се достижни. Покажавме дека со заеднички сили, владата, општината и пред се вие граѓаните, можеме да ги намалиме и трајно решиме вашите и наши долгогодишни проблеми и општината да биде подобро и поубаво место на живење. Во оваа пригода сакам да ги најавам проектите кои ќе ги реализираме во текот на 2015 година. Убеден сум дека новите локални проекти ќе резултираат со позитивни ефекти кои ќе допринесат кон создавање на услови за економски, културен и социјален напредок на општината. Почитувани сограѓани, животната средина е место каде живееме, работиме и домот каде го градиме семејството. Затоа една од целите и приоритетите на општината е токму грижата за животната средина. Во насока на јавната чистота и заштита на човековото здравје во населеното место Мородвис, ќе отпочнеме со изградба на канализацијска мрежа со цел да ги одведеме отпадните води, а со тоа ќе се обезбедат нормални и квалитетни услови на живење на населението. Со овој проект е предвидено поврзување на секое домаќинство со канализацијската мрежа, со што ќе се обслужат 600 граѓани. Финансиската конструкција на овој проект е во износ од 130.000 евра, а истите се обезбедени преку Европската инвестициона банка, а се реализираат преку Министерството за транспорт и врски. Во наредниот период во текот на 2015 година ќе отпочнеме со реализација на втората фаза од уредувањето и регулацијата на речното корито на реката Зрновка.
На овој начин ќе ги решиме проблемите од силни и налити води на реката Зрновка, но и ќе го разубавиме овој дел од населеното место Зрновци. За проектот финансиските средства во износ од 150.000 евра се обезбедени преку Министерството за финансии на Република Македонија. Исто така годинава ќе вложиме во патната инфраструктура со изградба на крак од улица Генерал Апостолски и крак од улица Скопска. Со овој проект ја олеснеме мобилноста на луѓето и стоките и ќе ја надминеме ограниченоста на граѓаните од населеното место Зрновци. Финансиската конструкција на овој проект е околу 60.000 евра, доделени од Министерството за финансии. Грижата за децата останува во фокусот на нашата посветеност. Со цел на децата да им обезбедиме сигурно и безбедно детство, вклучувајќи ги во процесот на социализација, неопходен за правилен раст и развој, со згрижување во предучилишните установи, годинава ќе изградиме детска градинка. Оваа капитална инвестиција во детска градинка представува инвестиција во сигурна иднина на најмалата генерација. Изворот на финансирање во износ од околу 220.000 евра се средства обезбедени преку заем од Светска банка од 150.000 евра и 70.000 евра средства обезбедени како грант од Министерството за финансии. Драги пријатели, општина Зрновци ќе продолжи со предвидените цели и секогаш ќе биде предводник во решувањето на актуелните проблеми што се значајни за силна локална самоуправа. Ви посакувам добро здравје и многу успех во животот на секое поле. Денешниот верски празник Ѓурѓевден е празник на обновувањето на природата и на животот воопшто. Тој се смета за најголем пролетен празник што го празнува целото население во Македонија. Големиот црковен и народен празник посветен на светиот великомаченик Георгиј Победоносец, меѓу народот познат како Ѓурѓевден, спаѓа меѓу неподвижните празници или меѓу празниците со постојан датум. Секоја година се паѓа на 6 мај според новиот или на 23 април според стариот календар. Ѓурѓевден е најголем пролетен празник што го празнува не само христијанското, туку и другото население, што од друга страна зборува за фактот дека во неговата основа лежи некој голем предхристијански празник во чест на пролетта, на разбудувањето на вегетацијата и на животот воопшто. Воскресна, навистина воскресна, мир и благослов на сите благочестиви луѓе. Во овие паскални радосни денови после светлата Паска, на денот на преполовение, кој празнуваме половина од деновите на Воскресението и што значи од денеска останува уште половина до Светата Педесетница, го празнуваме и големиот светител, големиот чудотворец, великомаченик и победоносец, светиот Ѓорги, на кого што е посветен овој храм и кој што нашиот народ знае да го слави и почитува. Реков и на беседата, не само православниот народ, него го почитува и иноверниот народ, бидејќи овој светител прави многу чуда, дава исцеленија на многу болни и на сите оние што му приаѓаат со вистинска вера, со скрушено срце и со длабоко покаяние. Доброволно го предаде својот дух маченички за Христа во 303 година. Неговите свети мошти и неговиот гроб постана исцеление за многу болни, за многу страдалници. Неговите свети мошти се разнесени по целиот свет за утеха на верните, за исцеление на болните, но исто така и неговиот гроб кај што се наоѓа во Палестина, таму има една икона, секој што бил на поклонение го видел тоа чудо, има мермерна икона со ликот на Свети Ѓорги, од која што извира миро, како утеха и надеж на сите нас, како потврда на нас во верата Христова, како лек за болните, но исто така и како сведоштво на неверните и на иноверните кои што не веруваат во Господа или кои што се сомневаат во Бога, дека Господ Бог постои. Бог постојано секој пат ни се јавува, секој пат ја покажува својата милост на разни начини. Во паркот во Чешиново одбележан денот на штркот со едукативна програма. Заедно со Македонското еколошко друштво и учениците од двете општински училишта беше реализиран и еднодневен пикник. Во паркот на штркот во село Чешиново, по повод денешниот празник Ѓурѓевден, беше одбележан денот на штркот. Преку едукативни игри и цртежи, организаторот општината Чешиново Облешево се обиде да допре до помладите жители на општината за значењето, грижата и заштитата на штрковите.
втора година поред како го правиме денот на штркот. Значи ова година одлучивме да биде повишикова работна работилница со која се вклучени децата од двете училишта, тоа е Страшо Пинџер од село Скуларци и училишто Климент Охридски од село Влешово и градинката Звездички и Дзуница вклучени се во целата акција. Децата тука веќе имаат активности и цркаат дневните штркови, ги гледаат гнездата што ги имаме во паркот во Чешиново и се надевам дека понатаму ќе прерасне еден прекрасен фестивал со годините што ги имаме наред. Низ разновидни едукативни игри во паркот на штркот во село Чешиново беа вклучени и повеќе ученици од основното училиште и од детската градинка. Со цел да развиеме свеста кај на малите за значењето и заштита на штрковите, денешниот ден, Ѓурѓевден, го прославуваме како ден на штркот во нашата општина. Овој пат решивме тоа да биде со едукативна цел. Значи дечињата овде се поделени во неколку групи, каде што некои од нив цртаат, бојат на темата штркови, од кои што најдобрите цртежи ќе бидат испратени на надпревар заедно со Македонското еколошко друштво. Исто така поголемата возраст играат игрички, исто со едукативна цел, со цел да сватат како штрковите ги чуваат јајцата во своите гнезда. Понатаму имаме друга група каде што бои црта со креда на зидот, а кој што понатаму ќе биде од уметник од нашата општина и исцртан и ќе остане како да ја краси, да го краси паркот на штркот во Чешиново. Бизнисменски и правомајски пикник во индустријската зона, собствениците на Хипокс заедно со стотина деловни партнери и пријатели во кругот на новата инвестиција, која некогаш беше дел од Кочанското поле, организираа правомајски пикник, исполнет со забава и бизнис муабети. Оригинален начин за одбележување на 1 мај организираа собствениците на компанијата Хипокс во кругот на новата инвестиција во индустријската зона на Кочани, која некогаш беше дел од комбинатот Кочанско поле. Тие на едно место собраа стотина деловни партнери и пријатели од регионот на правомајскиот пикник, исполнет со многу забава и бизнис теми. Празничната атмосфера, меѓу другото, беше искористена гостите да видат докаде се работите околу реновирањето на објектите на некогашната кланица на комбинатот, во која наскоро треба да биде инсталирана нова иновативна технологија за производство на елементи од стиропор за потребите на градежната индустрија и пошироко. Се работи за сосема нов производ со кој компанијата се представи на овогодишниот сајам за градежништво и кој привлекува големо внимание во деловните кругови. Новите инвеститори истакнуваа дека традицијата на вакви правомајски собирања ќе ја продолжат и во иднина, со цел за непосредно зближување на деловните луѓе од Кочани, Виница и пошироко. На спортскиот полигон во основното училиште Малина Попиванова во Кочани денеска се одржа општинскиот надпревар Пионерски семафор 2015. Учествуваа екипи од основните училишта од општината. Во сабота на истиот терен ќе се одржи регионалниот надпревар Пионерски семафор 2015. Проектот Мултиетничка интеграција во образованието успешно се реализира во основното училиште Раде Кратовче, заедно со збратименото училиште Емин Дурако Сарај од Скопје, заминаа на Пониква, каде се одржаа спортски надпревари и дружење помеѓу учениците од овие две училишта. Како дел од проектот за мултиетничка интеграција во образованието, учениците од основното училиште Раде Кратовче денеска реализираа неколку активности, со што ја продолжија соработката со учениците од основното училиште Емин Дурако Сарај од Скопје. Со 5 автобуси учениците заминаа на спортско-рекреативниот центар Пониква, каде со одржување на неколку спортски надпревари и заеднички дружења реализираат дел од планираните активности. Година време го спроведуваме проектот Мултиетничка интеграција, од кој што проект сега е најбитната активност, затоа што целта на овој проект беше да има тет-а-тет сретнување со дечињата од нашето партнер училиште Емин Дурако Сарај од Скопје, исто наставниците. Еве, они пристигнаа. Активностите ќе почнат во нашето училиште, имаме две. Дегустација на традиционална храна. Храната е изработена од нашите родители, ученици, нашите наставници. Потоа ќе има игри традиционални ора, а веднаш потоа се качуваме на прошетка на Пониква. И директорката на основното училиште Емин Дурако Сарај од Скопје е задоволна од соработката со Кочанското училиште. Ние денеска сме тука со вашето училиште, со училиштето Раде Кратовче и многу сме
среќни што имаме соработка со вашето училиште. Најпрво и децата ќе се запознаат со средината кај живеете вие, па и ние како колеги ќе имаме соработка понатаму за други активности што се ќе доаѓаат поред. За прв пат сме тука, многу убав град, се изненадивме, убаво не пречека и децата се среќни, па мислам дека натаму ќе продолжува ова соработка и ова дружење до крај. Проектот за мултиетничка интеграција во образованието има за цел да се разменат искуствата на учениците од различни верувања и обичаи, а за во иднина се најавени и други проекти кои заеднички ќе се реализираат помеѓу Кочанското училиште и училиштето од Скопје. Прием за учениците од драмската секција на училиштето Синиша Стоилов кај градоначалникот. Тие се освојувачи на Гран при наградата за најдобра представа на годинешниот драмски фестивал во Кочани. Членовите на драмската секција од основното училиште Синиша Стоилов од Зрновци претпладнево беа примени од страна на градоначалникот Блаже Станков за освоената награда Гранд при на штото го завршениот детски драмски фестивал во Кочани. Градоначалникот им додели благодарници и им го честита успехот на идните глумци аматери. Јас се во пригода сакам од се срце да им ја честитам оваа награда. Тоа е Гран при награда за најуспешна театарска представа на 8-миот драмски аматерски фестивал во Кочани. Значи се им предстои да учествуваат на републичкиот надпревар. Јас очекувам дека и од таму ќе донесат награда. Навистина, уште еднаш честитки и посакувам уште многу вакви награди. Во знак на благодарност, значи, за освоеното место им доделивме благодарница. И јас се надевам дека ти ги потикнеме останатите деца да учествуваат во драмската секција и навистина ова е доказ дека ние во минатото вложувавме во образованието, ги подобривме условите, меѓутоа децата тоа очигледно дека го заслужуваат и затоа и дадоа резултати. Имено тие со представата Ојле Брада во животинска балада на текст од Трајче Кацаров, а во режија на Билјана Ѓоргиева Гаврилова, ја понесоа највисоката награда на фестивалот. За сите нас е особено чест и радост да се биде овде кај нашиот почитуван градоначалник Блаже Станков, кој неизмерно ни помага секогаш. Овде морам да споменам и директорката, која исто така ни обезбеди се што ни е потребно, а целиот колегиум, значи во училиштето Синиша Стоилов и искрено најголема благодарност до родителите кои ни помогнаа со костимите за драмата Ојле Брада во животинска балада. Ова за нас е најголемо остварување и се должи на една прекрасна соработка, на голем вложен труд. И мислам дека во иднина исто така ќе продолжиме да работиме со тој елан и со тој труд. Насловната улога во представата ја играше еден од најмладите драмски аматери од ово училиште. Да се представиш? Димитар Трифонов. Кој одделение си? 601. Прв пат ли глумиш во една драмска представа? Да. Прв пат. Ја носеше носечката улога и еве освоивте Гранд при на фестивалот. Да. Колку си задоволен од оваа награда? Многу. Требаше да помине време за да ја совладаш улогата, текстот и мизасценот. Да. Што беше функцијата твоја во самата представа? Јас прво сакав како татко ми да бидам ловџија. Потоа во сонот ми се појавија на мене диви животни. И јас потоа во целата драма ги бранев животните. Да, желбата ти се оствари, нели? Да. Сонот стана јавен. Да. Така е? Да. Како е во секојдневниот живот со другарчињата, со животните, имате другарство, пријателство? Добро. Добро? Да. Кој ти е најдобриот другар од одделението и од соседството? Од одделението. Да? Антонио Јорданов. Антонио Јорданов. А од твоето окружување, од малото, од средината? Сара Стојанова. Членовите на драмската секција при основното училиште Синиша Стоилов од Зрновци со наградената представа ќе учествуваат и на годинешниот 51-ви драмски аматерски фестивал, кој од 25 до 30 мај ќе се одржи во Кочани. До тогаш тие ќе реализираат уште 3 представи за жителите и учениците од Зрновци, Мородвис и Видовиште. Во полициската станица во Виница е пријавено исчезнување на 50 годишен маж од селото Лески, Виничко. Имено на 4 мај околу 9 часот и 30 минути од својот дом во непознат правец се оддалечил БД 50 годишен од Виничкото село Лески. Полицијата презема мерки за пронаоѓање на исчезнатото лице.
Заврши централниот дневник на телевизија Кочани. Ви благодариме за вниманието со кое не следевте. Имајте пријатна вечер. Довидување.